Господине, би сакала да ве замолам да ни се представите накратко и која е причината за вашата денешна посета во градот Велес. Градот Велес ме инспирира денес да дојдам заради нашата партнерна организација House of Hope Ленче Здравкин и на покана на Ротари клубот во Велес. Иначе јас сум Душко Христов, представник на Банката за храна Македонија, организација која што претпоставам дека дел од вашите сограѓани, односно нашите сограѓани од Велес, знаат за Банката за храна, бидејќи неколку пати сме и биле активни учесници во одредени акции заеднички со Ленче Здравкин и хуманите луѓе од Велес. Дали може накратко да ни објасните од кога е основана, пред колку години и што представува ова за што вие зборувате? Банкарството за храна, односно Банката за храна како организација се формирана од 2011 година, почетоците, значи како што кажав, една декада во Македонија банкарството со храна. Значи самиот назив Банка за храна значи собирање на храна, вишок на храна и истата на еден транспарентен и отчетен начин, навремено ја доставуваме до крајните корисници, а тоа се фамилиите и лицата кои што се во социјален ризик, односно што имаат потреба од храна. Кој најчесто донира? Дали физички лица или можеби некои фирми? Многу тешко прашање, меѓутоа лесен одговор. Сите донираат, значи пред се може да кажам дека ние за изминатите 10 години имаме собрани поделено над 800 тони храна, од кои што можам да кажам дека 1/3 од истата е донација на самите граѓани, секако другите 2/3 се дел од бизнис заедницата, дел од институциите и дел на поединци. Би сакала да прашам дали до каде е нашата домашна легислатива за вишокот на храна? Ние како организација, поддржана од Европската унија, како што гледаме ВСС ефект проектот, каде што наши подгрантисти се и House of Hope, номинирани од бројни членки на самата коалиција против гладот и фрлената храна, минатата година, негде половина година, околу 6-7 месеци, работевме на предлог законот за донирање на вишок храна. Успеавме дел од нашите предлози сугестии да ги вградиме во истиот се наоѓа во владино владење, да го речам, бидејќи ради политичката ситуација чекаме избори, истиот стои во владата, се надам дека после изборите ќе имаме прво јавна расправа на која што ќе си ги отвориме сите, да ги речеме, добри или лоши страни на истиот закон пред бизнис заедницата, граѓанските организации, секако институциите ќе бидат присутни тамо, да видиме што и докаде сме со тоа. Доколку истиот како закон што го предложивме тамо се донесе, носејќи го искуството од Европската федерација на банки за храна, каде што е нашата организација членка, можеме да кажеме дека Македонија може да постигне голем успех, односно сите ние како општество може да постигнеме голем успех, справувајќи се со од една страна вишокот храна, од друга страна сиромаштијата, односно посебно гладот. Еве вака на гледачите од Здравкин телевизија, што би им препорачале како да ве пронајдат и каде може да донираат вишокот на храна? Банката за храна за сега се наоѓаме во Скопје, меѓутоа никој не мора да дојде во Скопје, не би требало да дојде во Скопје, тоа е апсурд, Велес е познат по својата хуманост. Бројни се хумани акции кои што сами велешани или стопанственици веќе ги организираат, но наша блиска организација која што во моментов работи исклучиво со сиромашни и гладни сограѓани на Велес, тоа е Ленче Здравкин, бидејќи истата е веќе позната не само во Велес, во Македонија, таа е веќе една наша хероина која што еден значаен дел од својот живот во изминатите години го посвети токму на борбата против гладот и сиромаштијата. Благодарам.